Осветен конакот во манастирскиот комплекс Свети пророк Илија во гостиварското село Долно Јеловце. Осветувањето го изврши митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, кој им порача на сите верници да доаѓаат во што поголем број. Представува чест и задоволство да се биде денеска овдека. Искажувам благодарност на актиторите на оваа градба, господата Љупче и Јован Печиновски од Гостивар и сите оние кои што допринесува ова вака да изгледа, ова место рајско, каде што нашиот народ од нашата епархија ширум нашата татковина ќе може овдека да дојде духовно, да се нахрани и со позитивна енергија да појде во своето семејство, дел од таа позитивна енергија која се почувствува тука, да ја пренесе дома и на своето семејство. Нека ни се множат ваквите градби во нашата епархија и само позакувам успех и благослов на тие луѓе кои што овдека допринеле ова вака да изгледа. Природните убавини во Долно Јеловце ги има во изобилие. Тоа најмногу ги привлекува посетителите. Со осветувањето на конакот нивниот број ќе биде се поголем, смета подпредседателот на црковниот одбор Димитрија Ристевски. Ова е за нас еден голем чин за сите селани од селово Долно Јеловце и за сите посетители. Со осветувањето на конакот тука се комплетира целиот комплекс Свети Илија, пророк Илија. Голема благодарност до учесниците во изградбата на овој комплекс, а тоа се, да кажеме, двајцата браќа Љубе и Јован Печиновски. Они дадоа голем допринос во изградбата на целиот комплекс. Сметам дека ова ќе биде еден дел од причината да повише луѓе се вратат и си најдат место тука, кај што се родиле, кај што, да кажеме, пораснале, а со новите мерки што ги имаме за рурален туризам, и тоа е голема шанса за нашето село. Недопрена природа, чист воздух и прекрасен поглед. Долно Јеловце на надморска височина од 1050 метри плени со својата убавина. Конакот во манастирскиот комплекс нуди простор за одмор и бегство од секојдневието.